Предлог законот за заштита од пушење го помина првиот собраниски филтер во матичните собраниски тела, Комисијата за здравство и законодавно-правната, каде беше усвоен едногласно и без дебата. Во образложението заменик министерот за здравство Јовица Андоновски посочи дека законот ќе донесе нови, поригорозни правила за пушачите и дека на ваков начин законската регулатива се усогласува со европската. На 45% од возрастните пушат, со тоа сме една од највисоките стапки имаме во Европа. Кај младите од 13 до 15 години употребата на тутунски или никотински производи достигнува 13,6% во 2024 година, кое што е највисоко до сега. Електронските цигари се искачени на 9%, а загреаниот тутун на 4,9%. 73% од младите што се обиделе да купат цигари не биле одбиени поради возраст. Се зајакнува заштитата на малолетниците преку задолжителна проверка на возраста при продажба, како и преку мерки за превенција и поддршка за откажување од употреба на тутун и сродни производи. Понатаму се воспоставува поефикасен систем за надзор и санкции. Минатата недела предлог законот за заштита од пушење помина и на седница на влада, пошто беше објавен и на ИНЕР. Правичната верзија на законот по средбите со бизнис секторот претрпе промени и наместо правичната идеја за тераси отворени од 3 страни, донесено беше решение балконите во угостителските објекти да бидат отворени од 2 страни. Владата се откажа и од правичната замисла целосно да го забрани увозот на сите ароматизирани вкусови за електронски уреди, па наместо целосна забрана ќе се регулира нивната употреба. Сепак останува целосната забрана за пушење во сите здравствени јавни и деловни простории, училишта, градинки и здравствени објекти. Пушачите ќе мора да бидат оддалечени најмалку 20 метри од нив. Забраната опфаќа и автобуски и железнички станици, а се забранува и пушење цигари во автомобил доколку во него е присутно дете. По усвојувањето на законот во собранието се очекува тој веднаш да стапи на сила, но на угостителите ќе им биде оставен период од 1 година да ги прилагодат објектите.